Од средината на октомври, американските сили биле цел на околу 100 напади на 10 различни локации во Ирак и Сирија. Имаше повеќе напади во изминатиот месец отколку пред една година, додека бе во Ирак и Сирија, како портпарол на глобалната коалиција од август 2019 до септември 2020 година. По серијата напади поддржани од Иран, САД биле присилени да го отстранат елитниот водач на иранските сили Кудс Касем Сулејмани во воздушен напад во јануари 2020 година. Војската соопшти дека неговата смрт била за да се спречат идни напади врз САД кои веќе биле во фаза на планирање. Тоа беше сериозно, тоа беше интензивно, но сега гледаме уште посмртоносни, позаканувачки и попровокативни дејства од полициските припадници поддржани од Иран, кои очигледно се обидуваат да ги уништат американските сили во Ирак и Сирија. САД одговорија со десетина одмазнички напади, како овој против објект за обука што го користи иранската војска во Сирија. Тие неодамна ги продолжија патролите против исламската држава, кои беа ставени во мирување откако започнаа нападите. Но аналитичарите велат дека САД треба да направат повеќе за да ги повикаат овие ирански групи на одговорност за нивните напади. Не можеме да очекуваме овие напади да бидат норма, бидејќи на крајот може да има американски жртви. Пензионираниот адмирал на морнарицата, Марк Монтгомери, виш соработник на Фондацијата за одбрана, вели дека администрацијата се фокусирала на спречување на ширење на војната меѓу Израел и Газа низ Блискиот Исток. Проблемот што го имаме е дека не ја одвраќаат заканата што ја имаат против американските сили. Ако тие американски сили доживеат значителен напад со смртни случаи, тогаш САД ќе бидат принудени на тежок одговор. Тој тежок одговор всушност ќе предизвика ескалација за која тие ќе бидат загрижени. И додека помошниците, поддржани од Иран, ги напаѓаат американските сили на копно, милитантните Хути во Јемен, поддржани од Иран, лансираа проектили кон американски воени и комерцијални бродови на море. Тоа на крајот ќе доведе до смртни случаи на море, до ограничување на превозот, зголемени стапки на осигурувањата и влијание врз глобалната економија. Армијата на САД вели дека сега работи со меѓународна коалиција за да одговори на поморските напади, но одбиваат да кажат како би можел да изгледа тој одговор.